Токму на оваа тема уставни измени разговарам со претеничката од редовите на ВМРО ДПМН, Дафина Стојановска. Добар ден. Добар ден. Сакам на почеток да ве прашам зошто спикерот Талат Џафери не го прифати вашиот предлог пленарната седница за уставните измени, односно потребата од отварање на устав да биде ставена веднаш? Па точно така, како што знаеме, Талат Џафери и ако има и ако нема деловничка можност, тој во ова собрание може да прави што сака, но очигледно дека вчерашниот ладен туш во овие летни политички горештини малку им беше за освежување, па ќе го чекаат оној најголемиот кој што кога и да изберат ќе се случи, а ќе се случи. Инаку знаете дека наназад цела година ние ги повикувавме седницата со оваа точка на дневен ред, дека можеа да свикаат уште веднаш после оној 16 јули кога го изгласа протоколот во собрание, но еве ќе го дочекаме и тој ден и тогаш им следува, како што кажав, многу поголемо освежување. Дали ова е оставен простор намерно за да се тактизира, односно да се прави притисок врз опозицијските пратеници кои не даваат поддршка за уставните измени? Опозицијските пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија не даваат поддршка затоа што тоа ни го велат македонските граѓани, односно нашите гласачи, и ние делуваме само на тој притисок. Секој останат притисок кој што некој можеби планира да го искористи или да го употреби во периодов кој што преостанува, ќе им биде залуден. Мислам дека треба да се сконцентрираат, барем да не го доживеат оној срам дел од пратеници од нивната пратеничка група да се случи да не дадат поддршка на овие уставни измени, како што веќе се погласно се зборува. Така, вчера за да го оправда предлогот за уставни измени дојде лично премиерот Ковачевски. Меѓутоа опозицијата беше јасна дека премиерот не кажува ништо ново, туку ги повторува старите зборови, а за опозицијата тоа е недоволно бидејќи уставните измени се под бугарски диктат. Зошто имаше потреба премиерот да ги правда? Па може би затоа што тоа протоколот го наложува, односно деловникот за работа на собранието, бидејќи треба предлагачот на било кој документ кој што доаѓа во собрание и се отвара за расправа, прво да го образложи поднесувачот, тоа беше владата на Република Македонија. Ништо ново не чувме, како што и македонската јавност можеше да види, и за нас нема апсолутно никакво влијание она што го говори лик кој што прво не е избран од народот и лик кој што година и пол се мачи со функцијата која што му е доделена. Гледаме дека апсолутно неуспешно си ја завршува, така и ќе заврши. Ви благодарам за овој разговор. Бојана, останува да се чека пленарната седница закажана за 18, кога како точка на дневен ред ќе се најде гласањето за потреба од отварање на уставот, за која е потребно двотретинско мнозинство пратеници. Вики, имам едно прашање за пратеничката, доколку може да го пренесеш. За 18 август е закажана седницата. Според некои неофицијални информации, планот на власта е да се отвори таа седница, но да нема гласање на седницата. Едно од сценариото е тоа што доколку се оствари, дали ВМРО ДПМН има некаков план? Така, прашањето од колешката Бојана е дека власта планира да ја отвори точката на 18, како што е закажана пленарната седница, меѓутоа да нема гласање. Кој е планот на ВМРО ДПМН? Па и јас и таа опција ја ставам во предвид, знаејќи дека ете не има да работите како што треба, но можеби ќе се фиксираат на овој датум 18 август, кој што знаеме дека е ден на армијата на Република Македонија, па еве ако го одберат, ако останат на тоа, ќе видат како една армија на ВМРО ДПМН конечно ќе ги одбрани честа и достоинството на Република Македонија. Символично. Благодарам.